Почетокот на 60-тите години од минатиот век беа незавидни за Peugeot. Citroen со Спачек, DS и свежо лансираниот Ami владееше на пазарот. Рено туку што ја беше представил четворката, а и симка беше подобра од марката со знакот на лавот. После престанувањето на производството на 203 понудата се состоеше само од два модела, стариот 403 и робусниот 404. Беше јасно дека мора да се реагира со нешто сосема ново. Инженерите кои здраво се зафатија за работа, не се осмелија да истапат со нешто радикално различно како што правеше конкуренцијата, туку се одлучија семејните вредности кои ги негуваше марката да ги понудат во ново технолошки напредно пакување. Така се роди симпатичната лимузина со погон на предните тркала. Хронолошки означена како 204, веднаш ја шармира француската публика. Таа со својата должина од 4 метри нудеше доволно простор за цело семејство со мноштво практични и модерни решенија и багажник од импресивни 370 литри. Попречно поставениот 1,1 литарски мотор со алуминиумски блок имаше 53 коњски сили, а сопирачките напред беа дискови. На дизајнот доверен на Pininfarina никој не можеше ништо да му замери. 204-ката едноставно привлекуваше внимание и многумина во тоа време го сметаа за најубав автомобил не само во својата класа. Кога се појави пролетта 1965-та, купувачите беа одушевени, иако им беше понудена само една верзија со скромен избор на опрема. 6 месеци подоцна пристигна и караванот, а следната 1966 беа представени хеджбек верзијата со 3 врати, кабриолетот и комерцијалната изведба без стакла на задниот дел. Популарноста растеше, зашто придонесе и лансирањето на моделот со 1,3 литарски дизел со 40 коњи во 1968 година. Веќе наредната 204 стана најдобро продаван автомобил во Франција, титула која ја задржа 3 години. Благодарејќи на него и на 404, Peugeot успеа да ја зголеми продажбата од 200.000 возила колку што имаше на почетокот на деценијата, на половина милион годишно. 204-ката добро котираше и во остатокот од Европа, а едно време се монтираше и во Канада. Освежувањата со текот на годините беа скромни, но тоа не беше пречка до 1976-та да се продадат 1,6 милиони примероци. Немаше директен наследник, а со парите што ги заработи со него, Peugeot го купи Citroen.